Рекордни капитални инвестиции, но само на хартија. Никој не верува дека годинава ќе се изградат патишта, болници, училишта вредни 800 милиони евра. На 2 дена до крајот на 2022 беа реализирани 88% од капиталните проекти или 464 милиони евра. Сепак ова се скратените пари со ребалансот. Првичниот план беше да се потрошат 600 милиони евра. Аналитичарите критикуваат администрацијата нема капацитет за изработка и финиширање на крупни инфраструктурни проекти. Капитални инвестиции не се патишта и ова тоа требаше од порано да се направи. Капитални инвестиции се инвестирање во човечкиот потенцијал. Македонија ако не инвестира во човечкиот капитал, ништо не сме направиле. Верувајте, ние имаме катастрофално образование, катастрофално здравство, имаме се катастрофално затоа што немаме инвестирано ништо во човечкиот потенцијал. И гледам параметрите ни се скандалозни. Никој нема да инвестира во нашата држава, странска инвестиција, само затоа што немаме добро квалификувана работна сила. На катастрофалното ниво на капитални инвестиции реагира и опозицијата. Председателот на ВМРО ДПМН Христијан Мицкоски вели дека најголем дел од парите за капитални расходи отишле на набавка на оклопни возила, додека истовремено нема изградено ниту 1 километар автопат, а не се завршени ни ветените проекти во железничкиот сообраќај. Обвинува дека власта се задолжува, но финансиите не завршуваат во капитални инвестиции кои носат додадена вредност. Буџетскиот дефицит е поголем за 140 милиони евра од нивото на капиталните инвестиции. Што значи дека златното правило не само што не важи, туку и брутално лажат и ги лажат граѓаните. Исто како што ги лажат и за оваа 2023 година, кога напумпале ниво на капитални инвестиции, во суштина нити имаат проекти, нити пак имаат проектен менеджмент за да реализираат во толкав обем капитални инвестиции. Мицкоски реагира и на лошата финансиска состојба во која се наоѓаат државните електрани. Според него, договорите во 4 очи и наместените тендери довеле до тоа ЕСМ од профитабилно предпријатие да стане загубар. И покрај тоа што финансиската инекција од буџетот достигна и 200 милиони евра лани, немало доволно домашно производство, а увозот на струја само во последните 2 месеци од 2022 достигнал 45 милиони евра. Крадат на увозот на јаглен и транспортот на истиот, крадат на увозот на мазот и транспортот на истиот, крадат на тендерите за ископ на јаглен и јеловина. И сето тоа предизвикува да денеска Елем, односно денешно ЕСМ се најде во ваква состојба. Лошите состојби во енергетиката се видливи на терен. Термоелектраната Ослома и по само 2 дена од последното исклучување од вчера е надвор од мрежа, а никако да профункционира ниту третиот блок во Рек Битола и покрај набавката на потребниот трансформатор. Првичното ветување третиот блок да биде приклучен на мрежа на стартот на грејната сезона не се оствари. Честите дефекти на застарените термоцентрали придонесоа енергетските капацитети никогаш да не профункционираат со 100% капацитет. И оваа година ЕСМ нема да се спаси без буџетска интервенција, која може да достигне и 250 милиони евра.